Добро. Почитувани колеги, ја започнуваме 60-та седница на Државната комисија за спречување корупција. Констатирам веднаш дека за оваа седница не е присутна само колешката Катица Николовска поради оправдани причини. За седницата го предлагам следниот дневен ред: усвојување на предлог записник од 57-та седница од 17 декември, првото продолжение на 57-та од 21 декември и предлог записникот од 57-та кој што се одржа на 21.12, што се однесува на предмети за укажувачи. Исто така пред нас е и предлог записникот од 59-та седница од 14 јануар 2022. Како втора точка предлагам постапување по конкретни предмети и третата е резервирана за прашања и предлози од страна на новинарите. Дали се согласуваме со предложениот дневен ред или некој има нешто да предложи ново? Ако се согласуваме, гласаме кој е за предложениот дневен ред. Констатирам дека истиот е усвоен. Преминуваме на првата точка, значи идеме едно по едно. Записник од 57-та седница одржан на 17 декември 2021. Дали има некој забелешки првен за записникот? Ако нема, кој е за записникот? Констатирам дека комисијата го усвои записникот. Го ставам на, односно првин прашувам, еве, дали има некој забелешки за првото продолжение што се одржа на 21.12? Ако нема, тогаш кој е за записникот? Констатирам дека го усвоивме и првото продолжение од записникот. Ме понатамо, предлог записник од 57-та седница одржан на 21.12 кој се однесува на укажувачи. Кој е за записникот? Констатирам дека го усвоивме и на крајот имаме предлог записник од 60-та седница која се одржа 14 јануар. Кој е за предлог записникот? Констатирам дека 59-та седница, не 6. Мола? Од 59-та седница. Лапсус, ај. Добро, 59-та седница, се извинувам. Добро, тогаш е веднаш 60-та преминуваме на втората точка. Работа по предмети, одиме по вообичајната пракса по азбучен ред, со тоа што ќе работиме до 12 часот, заради тоа што после тоа, знаете, имаме состанок. Доколку останат недоразгледани предмети, ќе продолжиме во истото време во понеделник. Одиме по ред. Прв е Нури Бајрами. Добар ден и од мене. Пред да почнам да реферирам за овој предмет, денеска ми привлече внимание еден наслов во медиумите по повод вчерашниот настан на ДКСК и Агенцијата за слободен пристап. Тој наслов е борба со ветерници, а се однесуваше на иницијативите поднесени и прифатени. И не случајно го избрав ова и ми привлече внимание, бидејќи работата по овој предмет што ќе го реферирам ми наликува на борба со ветерници. Предмет број 12, 2831. Овој предмет е оформен по сопствена иницијатива, односно допрен глас, за наводи изнесени во медиумите против министерот за локална самоуправа Сухел Фазлију, кој во време на оформување на предметот се уште ја вршеше функцијата министер. Сухел Фазлију ја вршеше функцијата министер од 1 јуни 2017 до 26 јуни 2019 година. Наводи од медиумите беа Министерството за локална самоуправа е претворено во вистински фамилиарен клан и партиска фирма. Освен скандалот во кој негова блиска роднина доби грант од ИПАРТ, па потоа под притисок на јавноста мораше да се враќаат парите, Фазлију си ја вработил целата поблиска фамилија на високи функции во Министерството, објави тогаш Инфомакс.
Во наводите се наброени и други злоупотреби на службената положба, како и несовесно работење во службата од страна на министерот и други службени лица од ова министерство, преку користење на службени патнички возила на министерството за приватни цели и потреби, а на трошок на буџетот на институцијата, при што освен што се користеле за приватни потреби, помеѓу кои еден од ангажираните лица го злоупотребил ротациското осветлување за избегнување на плаќање на патарини на патниот правец Скопје-Гостивар-Скопје. Заради проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба, доставивме барање за прибирање на податоци и информации до дотичното министерство, односно до Министерството за локална самоуправа. Имено од Министерството за локална самоуправа се побарани податоци и информации, и тоа список на кабинетски службеници, список на надворешни соработници и посебни советници, список на службени возила, пропишана интерна постапка, односно акт за употреба на службени возила за службени цели, листа на овластени лица за употреба на службените возила за службени цели, копија од патните налози за употреба на споменатите службени возила во написите од медиумите, и тоа Golf 7, Шкода Октавија, Ауди A4, Peugeot 308 и Citroen C4 за временскиот период од 1.6.2017 до приемот на барањето, односно од доставување на барањето од наша страна до Министерство за локална самоуправа, и целокупната документација за вработување на 3 лица кои во наводите се опишуваат како блиски лица на министерот. Во предвидениот законски рок, Министерството одговорило на барањето на ДКСК и беа доставени податоци, но не целосни, бидејќи не беа доставени копии од патните налози. Во одговорот исто така не се опишани постапките за ангажирање на надворешните соработници. Пристигнатиот одговор се совпаѓа да се архивира, односно пристигнува кај нас со денот на завршување на мандатот на овој министер, што е поранешен, и од анализата на прибавената документација во врска со работните ангажмани во министерството се утврди следната фактичка состојба. Во текот на мандатот на министерот Сухаил Фазлиев во министерството бил објавен еден јавен оглас, при што од 4 огласени работни места бил извршен избор само за едно работно место. Купниот број на вработени во министерството, согласно доставената листа на денот на пристигнување на договорот, бил 52 лица. Од анализата на доставениот список на надворешни соработници и посебни советници се констатира дека вкупно 20 лица биле ангажирани како надворешни соработници во рамки на проекти финансирани од странски донатори, и тоа 19 лица биле ангажирани преку договор за дело финансиран од ЕУ програма, 7 лица преку договор за дело финансиран преку програма за гранична соработка со Бугарија, Србија, Косово и Албанија, 3 лица преку договор за дело финансиран преку проектот Одржлив рамномерен развој. Во кабинетот на министерот како кабинетски службеник било ангажирано едно лице, вработено во министерството согласно решението за распоредување на работно место кабинетски службеник. Но за потребите, како што се наведува во одговорот, за уредно функционирање на кабинетот на министерот, на определено работно време преку договор за дело биле ангажирани 6 лица со плата од 24.000 до 40.000 денari. Од анализата на прибавената документација во врска со начинот на користење на службените возила во министерството, се утврди следната фактичка состојба, односно, кога велам се утврди од списите доставени во прилог на одговорот. Според доставената документација,
овластување за управување со службени моторни возила имале дваеца редовно вработени советници во Министерството, како и тројца ангажирани лица со договор за дело. А воедно во Министерството за локална самоуправа, согласно актот за систематизација на работните места, биле вработени и 3 лица возачи за управување со службените возила на територијата на град Скопје, на територијата на целата држава и надвор од неа. Копии од патните налози за реализираните патувања не беа доставени. Во доставениот одговор, министерот Суед Фазлију не информираше дека по постапување на функција ангажирал лице консултант за ИСО стандарди за управување со квалитет, со цел да изврши сеопфатна анализа и ревизија на постоечките процедури во Министерство за локална самоуправа. Како резултат на тоа, било изготвено и на ден 3.1.2019 година, донесено од негова страна упатство за користење на службени возила на Министерството за локална самоуправа, кое ги осликува потребите на користењето на службените возила на Министерството. Според доставениот список на службени возила, Министерството за локална самоуправа тогаш располагала со 19 возила, од кои 2 за потребите на Државниот инспекторат за локална самоуправа, а 2 за потребите на Бирото за регионален развој. За поправка и одржување на возилата на Министерството за 2016, 2017 и 2018 година, според одговорот од Министерството, биле потрошени вкупно 1.390.000 денари. По извршениот увид во доставените податоци, информации и документација, се констатира дека доставените податоци се недоволни и до Министерството беше доставена покана за средба заради дополнување и прибирање на релевантни податоци и информации за постапување по овој оформен предмет. На одржаниот работен состанок учествува новоизбраниот министер за локална самоуправа Горан Милевски, државниот секретар во Министерството, претседателката на ДКСК Билјана Ивановска и јас како член за постапување по распределениот оформен предмет. На овој состанок била постигната согласност ДКСК да ја достави до Министерството за локална самоуправа целата документација прибавена во текот на незиното дотогашно постапување по предметот, за да може да се утврди дали е доставена целата соодветна документација и да се дополни со потребните, а не доставени податоци. Согласно договореното, ДКСК ја достави документацијата и воедно побара по завршување на постапувањето на Министерството за локална самоуправа да биде известена за исходот од истото. Но, со оглед на тоа што од доставената документација поминал подолг период, значи се обративме со ургенција до Министерството за одговор и изјаснување, но по телефонски разговор со представници од Министерството бевме известени дека Министерството не постапувала воопшто по договореното на состанокот, бидејќи не поседувала друга документација надвор од тогаш доставена. Во врска со настанатата ситуација, односно молкот од страна на Министерството за локална самоуправа, повторно беше организиран состанок со представници од Министерството, на кој што повторно беше укажано на потребата од соодветно постапување на Оделението за внатрешна ревизија при ова Министерство и на импликациите од ненавремено постапување. На повторената средба, повторно им беше доставена копија од документацијата веќе еднаш доставена, за што беше потпишан и записник за примопредавање. Конечно, од страна на Министерството за локална самоуправа беше доставен допис од пола страница со кој се извести ДКСК дека за предметното прашање не постои дополнителна документација која би ја доставили. И по повторените барања и укажувања на ДКСК во насока на утврдување на изнесените наводи за поранешниот министер, а исто така и во насока на
надминување на идентификуваните слабости, неправилности и ризици, во Министерството не беше спроведена никаква постапка. Дополнително, ДКСК изврши увид во последниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија од 12.7.2017 до 25.9.2017 во Министерството за локална самоуправа, издаден на 1.2.2018 година. Во овој извештај е изразено неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со закони и прописи за 2016 година. Воедно, наведено е дека степенот на имплементација на препораките дадени во конечниот извештај за претходната ревизија, извршена во 2012 година, е незадоволителен. Иако се однесува на период пред именување на Суел Фазлиев за министер, важно е да се напомене дека во ревизорскиот извештај за ревизија за 2016 година е содржан наод кој се однесува на склучени авторски договори, кои не содржале јасни и прецизни дефинирани обврски, работни задачи и обврски за доставување на месечни извештаи за извршени активности, при што е посочено дека таквиот начин на ангажирање на лица придонесува за субјективно постапување при ангажирањето и дека не обезбедува фер конкуренција. Во однос на наодот од страна на ДЗР е дадена препорака да се почитуваат законските одредби при пополнување на работни места за кои има неопходна потреба. Ние веќе при работа по други предмети и анализа на вработувањата сме констатирали дека истите забелешки треба да се имат предвид и во однос на ангажманите преку договор за дело. Во однос на користењето на службените возила во Министерството, во посочениот извештај на ДЗР е содржан наод за исплатени средства за гориво во текот на 2016 година без постоење на налози за користење на возилата за службени потреби, при што е констатирано дека во Министерството не постоеле внатрешни контроли и пишани процедури за користење на возилата. Како што е погоре наведено, во 2019 година е донесено упатство за користење на службени возила, што според одговорот од Министерството е единствен интерен акт што ја регулира предметната материја. Видно од доставената документација, речиси сите овластувања за управување со службените возила се издадени пред упатството да биде донесено. Во упатството не се прецизно дефинирани околностите. Не, повеле. Исклучено микрофонот. Значи, во упатството не се прецизно дефинирани околностите во кои по исклучок возилата може да се користат без платен налог, со устно или писмено одобрување, односно издадено властување за 24 часовно непречено користење на службени возила. Како пример, ќе цитирам дел од содржината на две овластувања. Овластувањата не беа подолги од 3, 4 до 5 реченици, без никаков правен остав. Во едно од нив се вели, се овластува вработен во кабинетот на министерот да управува со моторно возило марка тоа и тоа со регистарски таблички тоа и тоа. Ништо повеќе, кога, како и што. А во едно друго овластување се напоменува дека лицето се овластува непречено да управува со моторното возило. Толку. На 17.9.2021 година од страна на владата на Република Северна Македонија беше донесена одлука за начинот на користење и одржување на службените возила, која е на сила од 16.9.2021 година. Во истото е наведено дека службените возила не сме да се користат за одење до и враќање од работа или за други приватни потреби. Во секој случај, начинот на користење на возилата во одлуката е премногу општо определен и поради тоа ние сметаме дека секој министерство или орган на државната управа треба да усвои интерен акт во кој сите околности поврзани со потребите од користење на службените возила ќе бидат прецизно определени во насока на спречување на користење на возилата за цели кои не се во рамки на службените потреби и овластувања. Значи, и поред донесување на актот од самото министерство, овластувањата не се ревидирани, не се допрецизирани,
И порано, кога овој министер не бил не ја извршувал функцијата, од извештајот на ДЗР исто констатираме големи слабости, што значи се продолжувало исто без оглед, но најконтраверзно беше со толку напор да прибавиме документација, да го вклучиме Министерството да ја дополни, бидејќи не се сите процеси во наша надлежност. Значи, внатрешна ревизија и други органи, за да можеме навистина да даваме конкретни препораки или да покренуваме соодветни иницијативи. Се продолжувало и истиот акт во одговорот добиен од сегашниот министер, тогаш се вели дека не е соодветен самиот министер за актот што е донесен од претhodниот, но ништо не е превземено, односно не е кажано во одговорот дека ќе се усогласи, ќе се доуреди, ќе се издаваат овластувања по-прецизни и со конкретен правен основ. И од работата по овој предмет произлегува дека продолжува трендот на лошото управување со јавните финансии и државниот имот, што навистина се коси со сите принципи на владење на правото. Со оглед на горе изнесеното и поред толку работа и напор по овој предмет, ДКСК не е во можност, па и надлежна во целост да ги утврдува изнесените наводи и поради тоа предлагам постапувањето по овој предмет пред ДКСК да се запре, но истовремено предлагам да се бара постапување од Управата за финансиска полиција, која како што е изнесено во медиумите, тогаш на 10 декември 2018 година поднела кривична пријава против претходниот министер за локална самоуправа Сухел Фазлиу и против неговиот претходник Ливин Шабани за незаконска исплата на хонорари во износ од околу 37.000 евра. Кривични пријави заработија и поранешна советничка во Министерството за локална самоуправа, но и службеничката одговорна за спроведување на ИПА, оперативната програма помеѓу Македонија и Бугарија. Но, ова кривична пријава се однесува на еден мал дел од овие наводи и предлагам да се достави барање Управата за финансиска полиција да продолжи и по другите наводи од овој оформен предмет. Благодарам. Благодарам, Нури. Да подсетиме уште еднаш дека во нашата национална стратегија го истакнавме прашањето за внатрешната ревизија во институциите, колку е тоа важно и на некој начин осамостојување на внатрешната ревизија, заради тоа што не се сваќа сериозно и правилно улогата на внатрешниот ревизор, дека тој всушност со своите наводи може само да му помогне на раководното лице да ги надмине неповолните состојби, значи да најдат начини како да се погрижи сите процедури да се остваруваат онака како што се пропишани за одвивање на процесите, но се уште и по толку години, значи внатрешна ревизија од кога е воведена, може има 20 години, по толку години повторно не може да си го најде вистинското место и да биде вистинска алатка за добро управување. Предлогот на Нури, а освен ако некој сака нешто да искоментира прво, не знам. Добро, предлогот на Нури го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е прифатен. Сега сум јас. Значи, ова е предмет од делот на судирни интереси, бројот е 094459/1. Се познат е подносителот и во пријавата се наведува дека одредено лице, односно не познат е подносителот, а се наведува познато лице, дека било вработено во инспекторатот за земјоделие во една општина и дека истовремено бил и вештак за земјоделство и пчеларство. Државната комисија ги разгледа наводите по пријавата со цел да се утврди основаноста и се обрати до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, побара податоци дали споменатото лице е вработено во Министерството за земјоделие и доколку е вработено на која работна позиција. Исто така,
Од Министерството за земјоделие побаравме одговор дали во Министерството се води регистар на вештаци од областа на земјоделството и кој ги назначува тие лица доколку се води таков регистар. Од подрачната единица, од каде што ги побаравме податоците, доставија допис со кој што не известија дека такво лице нема вработено во Министерството и дека Министерството не води регистар на вештаци од областа на земјоделството, шумарството и пчеларството, а за случаите кога е потребно да се изврши некакво вештачење, во тој случај Министерството се обраќа до Бирото за судски вештачења. По ваквите одговори од институциите, констатиравме дека наводите не се потврдуваат и поради тоа предлагам постапката да запре. И истовремено ова е еден вид апел до сите оние кои што се занимаваат со оваа дејност пчеларство, да знаат дека не постојат вакви лица именувани, да речам, на некој начин од страна на Министерството за земјоделство и доколку некој им даде таква информација, да знае дека ги лаже и да не прифаќа. Предлагам постапката да запре. Предметот се затвори. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму, Владо. Да, благодарам. Ова е предмет број 12.900. Се однесува на пријава од познат подносител, во која што се наведува, односно укажува на сомневање за коруптивни действија при рекламирање во ТВ медиуми од страна на директорката на јавната здравствена установа Клиника за педиатрија, и тоа за одредени суплементи на одреден производител, за кој што се укажува дека производот, ова службено лице, топло го препорачува и исто така и Издруженијето на педиатри. При разгледување на предметните наводи, цениме дека во постапувањето на наведеното службено лице треба да се земат во предвид начелата утврдени во Законот за спречување на корупција и судени интереси, особено начелото на интегритет од членот 4 став 2, според кое начело службеното лице во извршувањето на јавните областувања и должности е должно да ги почитува начелата на законитост, еднаквост и јавност, а особено во конкретниот случај етичките норми и професионалните стандарди. Имено, во Кодексот за медицинската деонтологија, во членот 87 став 1, се вели дека вршењето на пропаганда на разни санаториуми, институти, клиники, понатаму за фармацеутската индустрија, козметика или за одделни здравствени работници, не е во согласност со професијата лекар. Таквите стручни известувања може да се објавуваат само во строго стручни или тесно специализирани гласила. Понатаму во ставот 3 се вели дека морално-етички не е дозволено лекарот да ги става својата професија и професионалните контакти во функција на граѓанска афирмација или други активности. Понатаму во членот 18 ставот 4 од Кодексот за медицинската деонтологија се вели дека лекарот не смее исто така да се здобива со корист од награда или за пропагирање на фармацеутска, козметичка или други производи од овие области. Согласно ова, сметаме дека немаме надлежност на наше постапување, бидејќи навистина не се работи за прекршување на членовете од законот што се однесуваат на корупција. Меѓутоа, дефинитивно сметаме дека овој предмет треба да се достави на надлежно постапување на Лекарската комора на Република Северна Македонија, имајќи предвид дека нејзина надлежност е токму да се грижи и да го следи и надгледува спроведувањето на правилата на медицинската етика и деонтологија и да презема мерки во случај на нивно прекршување, што е утврдено и во членот 8 став 1 точка 1 на статутот на Лекарската комора. Од тога сметам дека постапувањето по нашето постапување треба да запре, да се достави оваа пријава до Лекарската комора, но и да побараме да бидеме повратно известено за тоа што ќе преземе во овој случај Лекарската комора на Република Северна Македонија. Добро. Има некој нешто да повели, Совче? Само мал коментар.
Ова го обработивме затоа што нели дојде како пријава во нашата институција и навистина е прашање кое што заслужува внимание и предлогот на колегата е апсолутно на место. Јас мислам дека комората покрај директни вакви предмети кои што се како дојава, како да си води грижа, затоа што ова не е единствен случај. Гледаме и други појавувања на лекари, на професори во некакви во некое својство на рекламирање на суплементи. Мислам дека сериозно треба да се, затоа што во јавноста има реакции. Ова еве го поздравувам подносителот на пријавата, а има многу реакции кај граѓаните, кај наши колеги, пријатели, познати. Штом ќе ја видат таа реклама, навистина се реакциите баш човечки и димензијата нивна е таква што јас покрај другото мислам дека не само за конкретниот случај дали може или не комората да изрече санкции или да го спречи понатамошното емитување на рекламите, да си води грижа за севкупното однесување на лекарите во однос на ова појава, рекламирање на лекови или суплементи или било што, или храна за деца, такви постојано има по медиумите. Благодарам. А виж да не е прво што ќе ти текне дека некој му платил за да излезе да кажува. Тоа апсолутно. Никој не се појавува, никој не се појавува. Тоа е основното, она што не се гледа, а се чувствува. Да, но затоа ги наведов токму и тие членови од кодексот на деонтологија, односно на етика на лекарите, дека и тоа е регулирано, значи тоа е забрането на одреден начин, така да е уредено. Така, супер. Океј, кој е за предлогот на Владо? Констатирам дека предлогот е прифатен. Одиме понатаму, Совче. Благодарам, председателка. Предметот е број 12, 2578. Од познат подносител е и се однесува во целата содржина на пријавата е незадоволство од спроведувањето на приемниот испит за почетна обука во Академијата за суди и јавни обвинители од 8-та генерација, спроведена по јавен оглас објавен во октомври 2020 година. Подносителот се сомнева дека во предметната постапка нема да биде избран, да се изврши правилно, и дека ги наведува сите тие своји сомневања во однос на спроведувањето на целата постапка за избор на кандидати и бара да се иницира постапка од нашата институција за ревизија на процесот на полагање доколку утврдиме да преземеме постапка за поништување на изборот. Во секој случај, принципите на нашето постапување бараат ние да се увериме или да се разувериме во наводите доставени од подносителот, па така сме се обратиле до Академијата за суди и јавни обвинители со сите можни наводи. Она што го добивме како одговор, а и документацијата што самиот подносител ја има доставена кон се гледа дека истиот ги искористил правните средства, значи се жалел, поднел приговор до одборот на управниот одбор на Академијата, на приговорот е одбиен, понатаму му е сугерирано дека може да поведе управен спор. Со други зборови, она што согласно законот за Академијата за суди и јавни обвинители го имала како право странката, го направила, не повела управен спор, што е нејзино право, така да од тука ние не можеме било што друго да преземе, освен да ни префатиме информациите од официјалната институција, дека е дадено правото
го искористила во прв степен, односно поднела приговор до управниот одбор, отфрлен е приговорот, дадено е право на постапка, поведување постапка пред управниот суд. Тоа не е сторено, што значи дека странката условно кажано била во заблуда дека ние на местото на надлежните органи можеме нешто да преземеме. Со други зборови, нема елементи што понатаму ние да постапуваме. Оттаму предлагам да се јас се извинувам, податоците беа сите доставени. Не баравме ништо од Академијата, затоа што сама странката ми ги беше доставила, од тоа се уверивме дека е постапено, што значи дека предлагам да се отфрли. Нема действија што треба да ги преземеме. Повеличам се. Или глас? Не. Јас би додал нешто, пошто вакви случаи имавме и порано. Иако за овој конкретен предмет колешката спомна дека не се барани податоци, пошто самата странка која се жала веќе ги има доставено сите. Да. Имавме и порано вакви предмети кои се однесува исто за Академијата, начинот на процедурите и како се врши изборот и да продолжуваат со Академијата тие лица. Ние во претходните случаи, конкретно јас имав еден таков предмет што ги баравме сите работи, ни доставиле информации и стварно се гледаше дека нема можност да се влијае заради тоа што и имињата што се дават фактички се шифрирани и никој нема увид која шифра со кое име, но сите кандидатите или тие што учествувале во таа постапка имат право да се жалат за нивното незадоволство, но доказите покажуваат поинаку. Сега, пошто често имаме такви работи од страна на лицата кои кандидирале во Академијата, сега тука може би треба во Академијата да се внесе некоја потранспарентна постапка, не знам, чисто да не се сомневаат во постапките внатри што како се прават, инаку до сега не откривме никогаш никакви неправилности. Може би треба да побараме ДЗР да направи IT ревизија на компјутерскиот систем. Има механизми за тоа и тоа е тоа. Друго не може. Тоа. Пошто сега тоа што се сака да се постигнува на пософистициран начин преку компјутерскиот систем, иако има шифри, тие се поврзуваат, се пустат, се прават, затоа можеби тоа може да се дополни како препорака да се побара од ДЗР да направи една системска IT ревизија. Ако се согласувате да го додадеме кон предлогот на Совче. За предметот со тоа што да дадеме еден сигнал до државната. Јас би председателка мала задршка дала на ова. Предлогот е сосема на место, но ако се тоа десетици и стотици, па сега бидејќи ако имаме предвид дека тамо се јавуваат по стотици кандидати, од нив еден или двајца незадоволни од изборот, не знам дали е основ за ставање во функција, односно трошење на ресурс на Државниот завод за ревизија за процентуално толку малку реакции на... ДЗР секако прави такви ревизии, а имајќи во предвид дека од тука па треба да произлезат луѓе кои што треба да делат правдата, несомнено. Има друга тежина, ме разбираш. Затоа мислам ние чисто наш предлог и укажување дека може да постои нешто, они ќе си утврдат и ќе се видат, тоа не е нешто комплицирано, меѓутоа си има методологија како тоа се прави. Така да си се луѓето стручни, има тамо IT професионалци и тоа ќе го направат и тоа е дел од ревизијата. Само едно дополнение, добар овој предрог, бидејќи ако се сеќавате, имаше наводи дека за еден случај за кривично беа најдени шифрите на заполагање. За тоа викам, има начин како да се... Таа дилема да се расчисти, да се провери, да се види дали сме си окей системот. Да. Океј, тогаш предлогот во проширена форма го ставам
Да, независно од одлуката, Независно од одлуката, одлуката е таа, ние одлуката се тук, нашето е усвои. до тука, меѓутоа предлогот е понатаму. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму, Шемси. Благодарам. Предмет 12, 21, 42. Пријавата е доставена од познат подносител, односно од една државна институција, Државен инспекторат за животна средина. Во пријавата се изнесени незадоволства од донесената одлука од Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка, постапка, и од донесена судска одлука на Основен кривичен суд Скопје, а по однос на изречени инспекцијски мерки и поднесено барање за поведување на прекршочна постапка против јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје и неговото одговорно лице заради измена на дозвола за користење на вода за водоснабдување од изворите Рашче, Бунарско подрачје, Нерези и Лепенец, како и за неуплатени надоместовци за полевање тревни површини, испуштање отпадни води и користење на сирова вода. Од ДКСК се бара да го преиспита случајот согласно со низините законски надлежности, а во прилог ни се доставени и комплетната документација, со што ние немавме потреба ни да бараме дополнителни информации, но се основавме врз тоа што веќе е доставено. По разгледување на наводите во пријавата и доставените докази, ДКС констатира дека во конкретниот случај се работи за управна постапка по основ на извршен инспекцијски надзор во горе наведеното јавно предпријатие, која од страна на подносителот била окончена со решение за изрекување инспекцијска мерка, поништено со мериторна одлука на надлежниот второстепен орган и изречена прекршочна санкција против горе наведеното јавно предпријатие и неговото одговорно лице, кои со одлука на надлежен суд биле ослободени од одговорноста. Според тоа, ДКСК нема основа за покренување било каква постапка согласно со Законот за спречување на корупција и судење на интереси, со оглед дека сите надлежни органи постапиле и фактички ние немаме што да побараме и да настапиме понатака, но ценејќи ја содржината на одлуката, донесена од надлежниот второстепен орган, дека во член 28 став 2 од Законот за води не е пропишена дозвола за користење вода за полевање јавно градско зеленило, како и дека во таа смисла во член 230 од истиот закон не е предвидено носење решение за управна санкцијска постапка, ДКСК најде дека е неопходно да се врши антикорупцијска проверка на легислативата на тие одредби од овој закон со цел да се оценат корупцијски ризици кои евентуално би настале заради ефектот од загуба на водата во ваква идентификуваната правна празнина во горе означениот закон. Така да, со оглед на доказите и дека постапиле другите надлежни органи и целата документација што ја разгледавме, предлогот да се отфрли, не сме надлежни да постапиле другите органи, но од другата страна, согласно нерегулираните работи во Законот за води кои не се пропишани, значи предлагам истовремено да се покрене, односно да се поведе постапка за антикорупцијска проверка на Законот за води по однос на членот 28 и членот 230 од истиот закон.
Кога ќе мислам го прифаќаме предлогот, барем јас сега го слушам ова пошто минатата недела не бев на тие колегиуми, бев на одмор, кога ќе се прави таа антикорупцијска проверка да се има во предвид извештајот на ДЗР за загуба на водите. Значи таму има многу убави забелешки и наоди кои што треба да придонесат во тој дел. Тоа се Кога ќе се зема одделението за антикорупцијска проверка фактички земе предвид и овие работи, ние да го нагласиме во службената белешка што ќе произлезе од ова седница и да се доуредат тие работи, па добро. Не така да На видиме. шемси го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму, Горан. 12, 17, 25. Опознат подносител. По пријавата се изразува незадоволство од непризнавање права на паричен надомест заради помала плата од акционерско друштво, мислам дека е приватно. По разгледување на наводите во пријавата и увидот во доставените докази, ДКСК констатира дека во конкретниот случај било постапено од страна на сите надлежни државни органи и судови, затоа што биле донесени одлуки од нивна законска надлежност. Од тука ДКСК нема законска надлежност за постапување во конкретниот случај и пријавата да се отфрли и предметот да се затвори. Чиста работа, добро. Предлогот на Горан го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Предлагам 5 минути пауза да отвориме прозор ради ковид мерките и да продолжиме веднаш.
Ајде, ако сме тука. Може да продолжиме? Па да, уште владеше им си да се вклучат. Океј. Мене Тука сме. Ајде на комшијата трупнемо. мислам дека влезе комшијата, пошто ја чувам. Ајде. Еве, комшија се вклучи. Ајде, сите сме комплетни. Јави странка нешто по телефон. Па добро. Нури, втор круг. Предмет број 124185 е оформен по пријава поднесена од страна на непознат подносител против декан на Економски факултет во Прилеп, и во пријавата подносителот наведува дека постојат повеќе елементи за кривична одговорност за наводни действија извршени од страна на деканот на факултетот, како и неговите блиски соработници. Најпрво е наведено дека бил донесен правилник за утврдување и исплата на плати, надоместоци и плати и други примања на вработените на Економскиот факултет во Прилеп од страна на деканот на факултетот, а која надлежност за носење на општи акти на факултетот според Закон за високото образование ја има Наставно-научниот совет. Понатаму во пријавата вели дека во правилникот во член 19 се уредени функционалните додатоци на плата за извршување на посебно одговорни и управни активности. Наводно во став 3 од истиот член е уредено дека износот на надоместокот влегува во основицата за пресметка на даноци и придонеси од плата. Подносителот за ова смета дека е спротивно од законските прописи и дека со тоа одредени категории на вработени се повластени во однос на останатите вработени во факултетот. Понатаму наведени се наводи за повреди на донесениот правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање во втор циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски, каде во 6.60 е определен бројот на кандидати кои изработуваат магистерски трудови во текот на една студиска година, со еден ментор-наставник на 12 кандидати, а во пријавата е наведено дека преку 90% од менторствата ги има 3-4 наставници, со што се надминувал утврдениот број на кандидати. Исто така во пријавата е наведено дека на седница на деканската управа била донесена одлука за исплата на одредени надоместоци за неколку членови, за која одлука останатите наставници не биле информирани, а за која подносителот смета дека е противзаконски. На крај во пријавата е наведено дека во текот на 2018 била спроведена постапка за јавна набавка на работи за поправка на линија од парно грејење за која подносителот смета дека бил исплатен износ кој не е реален согласно пазарните цени на таквиот вид работи. По разгледување на предметите наводи, значи констатиравме дека изнесените действија се едноставно редени како неправилности, но ништо не е подкрепено точно со име, со период, со месец, конкретно кога е јавната набавка, така што пријавата плюс е анонимна, не беше можно да се допрецизира. И затоа не се нафатив едноставно да барам толку податоци хипотетички за толку наводи, бидејќи не би дошол никаде. Затоа предлагам пријавата по овој предмет да се отфрли, предметот да се сапира, бидејќи некој има време да седне и едноставно да реди толку наводи, толку неправилности, да цитира и закони,
ама да не го подкрепи бар со ниеден доказ. Или со едно посочено лице или со посочен конкретен период. Предлогот на Нури го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот се прифаќа. Ова е предмет 09-2670. Предметот е поднесен од страна на непознат подносител против службено лице кое било директор на една државна институција. Меѓутоа веќе не е директор. Се бара од ДКСК. Во пријавата е наведено дека ова лице извршило влијание за вработување на повеќе блиски лица, пријатели и роднини кои се уште биле вработени во таа институција и по престанокот на неговиот мандат како директор. ДКСК изврши проверка на наводите и ја утврди следната фактичка состојба. Во периодот додека споменатото лице извршувало функцијата директор, биле спроведени повеќе огласи за вработување на лица согласно Законот за работни односи, Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за административни службеници. Од лицата кои што биле вработени по сите основи според податоците со кои што располагала институцијата и нивните сознанија, значи тоа имаме написмено добиено од институцијата, вработените не биле блиски лица на споменатиот директор. Од доставената документација ние не можеме да утврдиме дали вработените лица се блиски лица, согласно членот 8 став 4 од нашиот закон, и дали директорот извршил злоупотреба на својата службена позиција. Дотолку повеќе, значи предлагам тука да запре постапката, иако собравме целокупна документација, да запре постапката дотолку повеќе што ова лице веќе не е директор. Значи, доколку ние и да утврдевме, нашата мерка ќе беше да се повика на одговорност, односно да се разреши, а тој веќе не е ни на функција. Така што тие причини предлагам да постапката да запре. Вака кога ќе има ваков вид на предмети, упатувам порака до граѓаните, попрецизно да ги дефинираат релациите на службеното лице и на оние кои што се примени. Кој е за предлогот? Констатирам дека е усвоен. Одиме понатаму. Владо. Предмет број 09-2537, овој предмет всушност го отворивме во претходна постапка, постапувајќи по барање за мислење. Доставено беше од ВД директорот на Филхармонија во врска со кумулација на функции или судени интереси, како што беше наведено за ВД директорот на Средното музичко училиште, која што истовремено, односно ВД директорот била именувана како директор од страна на Министерството образование, меѓутоа од страна на Министерството за култура истовремено е именувана како член на управниот одбор на Филхармонијата. Согласно членот 44 став 4 од Законот за спречување корупција и сузбивање на интереси, вели избрано или именувано лице не може истовремено да врши функција на одговорно лице или член на орган на управување или на надзорен орган во јавно предпријатие, јавна установа и друго правно лице кој располага со државен капитал. Од тука ние во нашето мислење што го доставивме до ВД директорката на Филхармонија, укажавме дека се работи за забрана всушност и дека треба да ова лице на одреден начин оцени каде би останало, дали како директор, ВД директор на Средното музичко училиште или член на управниот одбор. Од тука по издаденото мислење се обративме уште еднаш до ВД директорката на Филхармонија со цел да видиме дали е постапено по мислењето и тогаш го формиравме предметот всушност. Оттаму добивме известување дека ВД директорката веќе поднела барање за престанок на да биде член на управниот одбор и конечно ние доставено и решението кое што е изготвено од Министерството за култура и кое што вели дека се разресува член на управен одбор на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија Скопје за истото лице што реков дека е и ВД директор на Средното музичко училиште. Од тука
Постапката по овој предмет сметам дека треба да запре, постигнато е тоа што и беше побарано во мислењето, го проверивме и како што реков е постапено од страна и на самото службено лице. Добро, предлогот на влада го ставаме на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму. Совче. Благодарам. Предмет број 12, 2502. Од познат подносител за незадоволство од работењето на судија во Основен кривичен суд во Скопје. Имено пријавата е од адвокат. И адвокатот во ова пријава, овој поднесок до нашата институција, се жали како во постапување по конкретен предмет не му биле доставувани на време писмената, немал увид и така натаму, значи се жали за процесни действија што по сила на закон треба и тој да си води грижа и евентуално ако нешто навистина констатира дека е повредено во текот на постапувањето, има инструменти согласно постапката да реагира. Оттаму, апсолутно констатирам дека немаме елементи за наше надлежно постапување, но за да не останеме со било какво сомневање дека навистина можеби нешто во постапувањето судијата не ги презел действијата согласно процедури, согласно законот за кривична постапка, предлагам пријавата како таква да се достави до председателот на судот. Тој води грижа за ажурно и ефективно работење и на администрацијата, односно судската служба. Така да, јас во оваа фаза го предлагам тоа, дополнително да се достави пријавата до председателот на судот, нека си направи увид да види дали навистина во конкретниот предмет нешто судијата не постапува како што треба. И знаат колегите, обично сакам да коментирам дека многу ме фасцинира фактот дека адвокати се обраќаат до нас за работи што се апсолутно што би требале сами да ги прават и да не ги доведуваат странките во заблуда дека еве јас сега уште ова ќе го направам и ќе се јавам во државната комисија и така. Мислам тоа ми е постојано ме така става во чудење зошто тоа го прават, веројатно има некаква корист. Значи констатирам дека по однос на содржината на пријавата немаме елементи за надлежно постапување, но како таква ќе ја доставиме до председателот на судот, евентуално со внатрешни проверки да види дали навистина има некое постапување кое што не е во ред од страна на судијата или администрацијата во судот. Добро, предлогот на Совче го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Предмет 093577. Ја мислам дека влада е. Да. Влада е пред мене. Пред Не, да, има. Извини. Ако сега влада, мало да Извини. измешам. Ја однапред подпоза. Да измешаме много. Сега еднаш од напред, еднаш од... Да, извини. Добро, вие поише си го знаете редот, ајде. Добро, не е проблем. Го запишавте бројот, ајде пак 093577. Да запишаме. Пријавата е од познат подносител, кој ја поднесе со наводи против градоначалникот на една општина, кој влијал во постапката за вработување на својата ќерка во едно основно училиште во тој град, значи во градот таја општина. Во тоа не доставил некои информации за името на ќерката, некои други податоци и понатаму во пријавата наведува дека тој е вработен во тоа исто училиште
но се однесува да врши предавања во едно подрачно училиште кое е во состав од тоа градското, каде што е некаде во едно населено место, некои си повеќе од 10 км удалено од градот. Во време кога во тоа основно училиште еден од вработените, односно еден од учителите кој предавал англиски јазик, се пензионирал, се ослободил од тоа работно место и тој се надевал дека тој нема да оди во тоа подрачно училиште, да патува некои си 10 и нешто километри, туку ќе се врати во тоа градско училиште каде му е поблиску и дека наводно си имала од порано некоја таква постапка и дека тој мисли дека ако ја вработиле тоа девојчето или ќерката на спрема на водите од градоначалникот, требаше таа да оди во тоа училиште удалено од градот. Но немаме некои поконкретни податоци за што се работи, а во пријавата не доставил адреса, туку само еден телефонски број на кој ние го контактиравме и баравме да ни достави поконкретни информации за што се работи како, но по нашето барање тој не поднесе никаква друга дополнителна информација и дополнителни податоци. Инаку предметот веќе повеќе од година и по и доста го чекавме за да ни достави, нема доставено, значи фактички како тоа беше една моментална реакција негова што не сакал да продолжи неверојатно понатака. Иако ние се обративме телефонски, значи написмено немаме ништо добиено ни барано, предлагам предметот да се отфрла и да се архивира. Значи нема никакви други податоци, ако само телефонски контактиравме. Значи наводите не се потврдени, инаку тоа разгледавме дека и при вработувањето во основното училиште не е надлежен градоначалникот, туку се надлежни од училиштето, училишниот одбор и директор. Добро, градоначалникот го поставува директорот и така натака. Да, но немаме ние по дефиниција што е, како и плюс како функционира во пракса, ама тоа е тоа се. Работата е да се повикуваат и да баравме, не ни достави други податоци, така да го чекавме доста и предлогот е тој да се за недоставување да се отфрли постапка, да. А за недоставување прекршок? Не, ние телефонски му баравме, тој не е службено лице. Физичко лице, пријавата. Вработен во тоа. Добро. И тоа телефонски, само телефонски број има доставен, немаме некој доказ, нема адреса да му пуштиме писмено некој барање. Добро. Океј. А предлогот на ШЕМ си го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Горанчо. Јас сум Владо, не. Тебе сега сигурно знам дека си. Секој втори Владо. Пријава под број 12353 се однесува против приватен универзитет, не знам дали универзитет. ДКСК утврди дека согласно Законот за спречување на корупција и судиран на интереси нема елементи за надлежно постапување, од причини што со пријавата не се опфатени службени лица. Ова од познат подносител и на приватен универзитет и затоа предлагам да се отвори и да предметот да се затвори. Ајде, предлогот на Горан го ставам на гласање. Уште еднаш када напоменеме дека таргет на наше постапување се само службени лица во државните институции, така што треба да се собрати го посоветувале од Министерство за образование до просветен инспекторат и просветен инспекторат да си провери колку испити сите детали и понатака да се оди на суд. Добро. Одиме понатаму. Имаме време за уште еден круг. Ајде, Нури. Има време за повеќе кругови изгледа.
Ајде ќе Па видиме. такви се сега, таква е природата на предметите. Ајде, ево, Зависи колку ќе предмет, трчаме. ево предмет со број 122952. Тука е нешто уште попогрешно од претhodното што го имаше Горан. Значи, од страна на познат подносител е поднесена пријава против физичко лице. И во пријавата подносителот изнесува наводи против физичко лице со кој е во роднинска врска, односно против сестрата на својот сопруг. Подносителот наведува дека таа се збогатила со пари од што ги оставил нејзиниот татко, купила имот, куќи, станови и сакала да им наштети на подносителот и на нејзините деца. Па е истите наводи и против сопругот на пријавената и тука нема веќе елементи за наше надлежно постапување, бидејќи тоа што го спомнавме е токму пред за предметот пред реферирање на овој предмет не се таргет приватните лица, него службените лица. Ова пријава да се отвори, предметот да се затвори и архивира. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. Би требало да сумњам, меѓутоа сега немам што да реферирам, можеби на продолжението ќе имам, така што го ставам редот понатаму. Ајде, Владимир. Јас сум сега, значи број 12, 36, 77. Овој предмет е формиран, оформен врз основа на пријава од непознат подносител околу разни злоупотреби и незаконитоста во работењето на државен училишен дом. Меѓу другото се наведува дека се користело и службено возило кое што било неупотребено се со цел да бензинот што се наводно ставал во службеното возило се користел за други возила. Понатаму околу исплаќање на дневници во висина од 100%, што е спротивно со законот и така натаму и така натаму. Ходење на обуки и слично. Со цел да ги провериме наводите сепак во оваа пријава, се обративме до Министерството за образование и наука, со цел да видиме дали е извршена ревизија натрешна, она што зборевме пред некои од колегите во претходен предмет, околу работењето на овој државен училишен дом, од каде што и добивме информација и известување дека е извршена таа внатрешна ревизија и каде што е констатирано дека во текот на 2018 година, кога е извршена ревизијата, се дадени препораки за преземање на мерки и активности заради зајакнување на воспоставената, значи постоела одредена контрола во домот, меѓутоа според внатрешните ревизори треба да се зајакне таа во процесот на плаќање, согласно Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници, како и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници со цел да се избегнат евентуални грешки кои што би го оштетиле буџетот на домот. Воедно во извештајот на внатрешната ревизија се констатира дека во однос на договорите за јавните набавки, цените на стоките и услугите од исти економски оператори биле пониски во однос на претходните години, што укажува на економично работење на овој дом. Генерално, значи, не се најдени забелешки во извршената внатрешна ревизија околу наводите што беа посочени во ова, како што реков, анонимна пријава. Од тука сметам дека постапувањето по овој предмет треба да се запре и не се потврдени наводите во пријавата околу незаконитостите во трошењето на финансиските средства во овој државен училишен дом. Добро. Предлогот на влада го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот се прифаќа. Одиме понатаму, Совче. Да. Предмет број 12, 25-15. Куса пријава од сериозно загрижени жители на општина Чашка против градоначалникот на општина Чашка.
познат пристап на група граѓани, често ги имаме ваквите пријави, и наводите се многу општи, многу, како да кажам, паушални, едноставно едно незадоволство од работењето, но како целина е една работа, а дали можеме да постапиме по било што е сосема друга работа. И они, накратко, 2 реченици само. Вели, сегашниот градоначалник им дава пари само на своји луѓе, дека нешто работеле за општината и со нив се врзува, вклучува договори за дело, пере пари, како што се кумови, негови дедо, пожена, роднини, советници. Надвор од законот склучува договор во 4 очи, каде половина од парите одат кај него. И така, мислам, наводи, пак ја речам, често се сретнуваме вакви пријави од група граѓани од ширум државата, но еве уште еднаш ќе го направиме тој повик. Нека доставуваат попрецизни податоци, нека биде тоа со имиња. Тие секако граѓаните може да бидат анонимни, но барем минимум податоци кои што се за конкретно действие, за да можеме ние да преземеме било што ќе резултира со некакво санкционирање. Оттаму, имајќи ја предвид содржината на пријавата која што нема никакви податоци, предлагам оваа пријава да биде отфрлена. Само ако знаеме за која општина, и тоа можеме само да кажеме до ДЗР, пошто ни прават. Можеме ние годишно да правиме некакви... Тоа сакав да речем, но вие вакви што се со пријави, барем кај што се знае субјектот, може да се даде... Океј, да, тоа можеме ние да го ставиме во свој заклучок за принципите на нашето работење. Можеме список, условно кажано, на неколку месеци или годишно да правиме за ваквите пријави, па доколку ни ценат и сметаат дека треба нешто да се преземе, нека ги ставаат во своите програми. Така е. Добро, предлогот на Совче го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Шемси, и ќе го замолам Горан ако може да ме замени малце, пошто нешто ми искрсна во меѓувреме. Ема Гајле. Ајде. Предмет број 08, 24, 28. Представката е поднесена од непознат подносител, а се однесува за лице избран за член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, каде се наведува дека лицето не поднел анкетен лист за имотната состојба и со представката се бара од нас да предложиме до собранието неговото разрешување. Понатака во представката е доставено и одлуката за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво, но исто така ние го разгледавме и во службениот весник, дека во 29 август 2018 година се избрани тие лица, меѓу кои и посочениот член кој не поднел анкетен лист, но со оглед на тоа дека се поминати 3 години скоро и крај на мандатот му е, фактички не сме во можност да доставиме да покренеме прекршочна постапка заради тоа што е застарено согласно нашиот закон. И предлагам предметот да се отфрла, пошто не баравме други податоци, само тоа што го разгледавме, но од другата страна ние, пошто и крај на мандатот во август му истече мандатот, па ќе чекаме дали лицето ќе поднесе анкетен за престанок, па тука да, условно кажам, да го начекаме за некоја прекршочна. Така да предметот за да не стои до август отворен, ние понатака во нашите времени контроли кои ги правиме од време на време, ќе констатираме ако случајно не поднесе анкетен лист за престанок за евентуална прекршочна глоба,
Така да предлогот е предметот да се отфрли и да се архивира. Благодарам, Шимси. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. 12.554 од познат подносител за преставка, односно пријава за судија од Куманово. ДКСК од прибраните докази утврди дека немаме елементи за понатамошно постапување, бидејќи по предметниот случај веќе постапиле други надлежни органи, односно постапил судскиот совет, и затоа предлагам предметот да се запре и да се затвори, бидејќи постапиле другите органи. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде имаме уште, ајде Нури. Предмет со број 12.37.43 е оформен по пријава поднесена од страна на познат подносител. Пријавата е поднесена против еден судија при Основен граѓански суд Скопје и против 20 судии при Апелациониот суд, исто така во Скопје. Во пријавата подносителот наведува дека истото ја поднесува против посочените судии поради нестручно и несовесно вршење на судската функција, поради тоа што истите донеле неосновани и незаконски одлуки, со што постапиле спротивно на начелото на легитимност и законитост. Во продолжение на пријавата подносителот дава детално образложение за своите наводи и според него сторените повреди на постапката, а во прилог, односно, значи, констатира он во наводите повреда на постапката, а во прилог доставува списи и пресуди од посочените постапки. Врз основа на вака утврдената фактичка состојба, Државната комисија, односно ние оценивме дека немале елементи за наше надлежно постапување и затоа предлагам ова пријава да се отфрли за ненадлежност на ДКСК, но предметот да се достави, односно пријавата со прилог судски одлуки што се доставени, да се достави на надлежно постапување до судски совет, согласно нивната надлежност утврдена во член 36 став 1, алинеите 15 и 16 од Законот за судскиот совет. Значи, предлогот е, кај нас се отфрлува, се дава на надлежно постапување до судскиот совет на Република Северна Македонија. Има некој друг нешто да додаде? Кај нас се запира постапка. Да. Не се запира, значи ние тука имавме дилема, веќе се, ако не, по ова што сме работеле до сега не сме побарале документи, тоа што е достаточно прилог, и сега ние веќе воспоставивме на некој стандард дека се запира, односно се отфрла. Едноставно, јас би рекол се отфрла како пријава за ненадлежност. Веќе не сме побарале и ќе се достави до судски совет. Судски ова се прави веќе и по нивно писмено укажување еднаш, кога се веќе сме барали информации и податоци порано од нив, тие не информира и не упатија дека согласно членот што го цитира во Закон за судовите, така треба да постапиме, бидејќи тие се надлежни за работата на судиите. И до сега веќе е воспоставена таква пракса и комуникација. Кај нас, иако ќе се отфрли, односно и кога би се запирала, до сега бар, комуникацијата била на ниво и одговарат дека ја примиле, дека ќе постапат и евентуално, ако веќе завршиле, не известуваат дека постапиле. Кога ќе не известуваат, на една од наредните седмици ќе информираме за исходот по доставената пријава, односно представка до кај нив. Благодарам, Нури. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Владо.
Предмет број 12 4454. Овој предмет е формиран врз основа на пријава од познат подносител како правен застапник, адвокатска канцеларија во име на 3 лица и во пријавата се содржани наводи за постоење на сомнеш на коруптивно постапување против јавна здравствена установа Градска болница во врска со договори за вработување склучени во 2015 година, како и по конкурс за вработување од 2018 година. Во прилог на самата пријава се наведува дека во конкретниот случај по барање на подносителите постапиле и други надлежни органи, значи веќе се обратили претходно до Државниот инспекторат за труд, кој што постапил по барањето на подносителите и извршил инспекцијски надзор по предметната јавна здравствена установа. Исто така, подносителите вложиле и жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијски надзор и прекршочна постапка. Државната комисија за спречување корупција достави барање до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијски надзор и прекршочна постапка за тоа дали и како било постапено по жалбата поднесена од подносителите преку нивниот полномошник, како што кажав, адвокатското друштво. Начелно исто така постапувал, како што кажав, и Државниот инспекторат за труд. Извршил инспекцијски надзор во предметната, како што кажав, јавна здравствена установа и врз основа на тоа што било констатирано, подносителите се жалеле и до Државната комисија за одлучување во втор степен. Исто така, работејќи по предметот, ние извршивме проверка и во самата евиденција што ја имаме во Државната комисија за спречување корупција и при тоа констатиравме дека веќе е постапувано по предмети со пријави за наводи против истата јавна здравствена установа, кои што наводи се слични со овие предметни наводи и кои при надлежното постапување се донесени одлуки за запирање на постапувањето. Врз основа на целокупната документација што ја разгледавме и што ни беше доставена, сметаме дека поднесената пријава не може, од наводите не може да се утврдат елементи за сомневање за корупција, туку самите наводи се однесуваат на повреда на права од работен однос на подносителите, по кој што веќе, како што кажав, е постапувано од други надлежни државни органи. И врз основа на тоа предлагам да постапката по овој предмет се запре и предметот да се архивира. Како што каже и колешката Совка претходно, овие предмети ни ги доставуваат адвокати, односно застапници на лицата што на одреден начин сметаат дека им се загрозени нивните права. Очигледно дека и други надлежни институции постапувале, донеле соодветни решенија, пак ќе кажам, се работи за право од работен однос кој што во суштина се надлежни други институции да ги решаваат. Нема елементи на корупција согласно Законот за спречување на корупција и судени интереси, и како што кажав, предлагам постапката по овој предмет да се запре. Благодарам. Ако нема некој друг нешто да додаде, предлогот го оставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Левен? Да, Софија, ајде. 12, 1171. Целиот предмет е заведен од познат подносител кој се јавува во име на граѓани од општина Врапчиште, односно селаните на село Врапчиште. Зашто станува збор? Една сериозна документација е доставена од граѓаните од Врапчиште, селото Врапчиште, со напомени дека се загрижени за
продавање на државното земјиште од страна на општината, за кое што тие даваат бројни образложенија дека тоа станува збор за земјоделско земјиште со традиција на вакумско земјиште и така натаму. Тие посочуваат дека се ова го пријавиле и во други надлежни органи, даваат доста образложение за тоа како е трансформирано земјиштето од земјоделско во градежно, сметаат дека во постапките за продажба на ова градежно земјиште станува збор за несоодветно, односно незаконито постапување на општината и општинската администрација и нормално градоначалникот. Сите тие наводи се направена има една доста широка елаборација и сето тоа ние го разгледавме, но бидејќи стои дека сите овие документи и обраќања се направени и до други надлежни органи, како што е правобранителот, како што е владата и така натаму, се обраќале до надлежни институции, ние само заради утврдување фактичка состојба побаравме податоци и од основното јавно обвинителство, бидејќи во пријавата и во документите што се доставени, вели дека тие истото тоа го сториле со пријава до основното јавно обвинителство. И тоа основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. По поднесената кривична пријава добивме одговор од обвинителството, било постапено од страна на обвинителството и од подносителите било побарано уредување на пријавата, значи побарале уште дополнителни документи. По кое било постапено, пријавителите доставиле дополнително, било побарано известување и од Државниот инспекторат за локална самоуправа, од каде биле добиени податоци дека бил извршен инспекцијски надзор, при кој е утврдено биле неправилности со записник се констатирани тие, дадени се опомени на градоначалникот и председателот на Совет на општина Врапчиште, а во прилог им било доставени и безбедени списи. Од јавното обвинителство била издадена и наредба до Министерството за внатрешни работи, по кој се уште нема одговор. Ова се работи за постапување што е во втората половина на 2021 година, така што очигледно дека по сите овие наводи преземени се действија, постапуваат надлежни органи, така што од тука натаму мислам дека ние немаме што друго да можеме, односно да е од наша надлежност. Се уверивме дека се преземени действија доста брзо од органите за гонење, така да овде предлагам ние да го запреме постапувањето и да оставиме органите до кои што ги презеле активностите, кои се надлежни, да ја завршат својата работа. Предлогот е да го запреме постапувањето и навистина се уверивме дека постапуваат други органи. Благодарам. Ако може нешто друг некој? Има некој друг нешто да каже? Ако може нешто само на кратко, пошто смо таја општина и во меѓувреме од овие периоди сум бил вработен и некои сознани од постапките, чисто само за запознавање на јавноста се работи за земјиште од двете страни на автопатот, кои што со самото формирање на општината, односно до оформување од 2005 година, како општина Врапчиште во состав двете поранешни општини, општина Врапчиште и општина Неготино Полошко, тоа е прогласено од страна на Советот како индустријска зона. Сега за постапките за урбанистичките планови за индустријската зона и за сите други постапки што се таму, кои се наведуваат во податоците, значи факт е дека ние не сме надлежни и веќе од
значи од сите тие барања веќе се постапува од другите надлежни органи, постапуваат и постапките се уште во тек, кои доколку има некои незаконитости или што ќе произлезе од тоа, фактички тоа ќе се види од постапките од другите надлежни органи. Чисто беше каква информација за кој дел и за какво земјиште се работи. Толку има се. Добро. Предлогов го оставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Шимчи. Благодарам. Предмет 09 4035. Пријавата е доставена од непознат подносител против лице, генерален директор на едно акционерско друштво во државна собственост, со наводи дека во истата институција каде што таа ги извршува своите јавни овластувања и должности е вработено нејзино блиско лице, односно брат, пошто истата извршила влијание вработувањето на тоа лице. Во насока на утврдување на фактичката состојба, ние се обративме до тоа акционерско друштво, побаравме документација и информации за конкретното лице за кој се посочува дека е вработено и дека е блиско лице на директорот, и тие навремено ни доставиле податоци во кој се наведува дека во тоа акционерско друштво нема вработено такво лице, ниту пак е склучен привремен договор за вработување со таквото лице преку агенцијата за привремени вработувања, ниту има договор на дело, ниту авторски договор, ниту било какви други договори со посоченото лице, така да по разгледување на овие податоци и информации фактички констатираме дека наводите не се потврдени и предлагам предметот да се затвара и постапката да се запира, пошто баравме да се некоја информација. Благодарам, Шимчи. Има некој друг нешто да додаде? Ако нема, предлогот на Шимчи го ставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека предлогот е усвоен. 12.31.93. Јавава е анонимна, непознат сторител и поднесена против градоначалник, мислам дека е поранешен, на една општина. Во пријавата се изнесени општи наводи дека градоначалникот е искористил својата положба и вработил роднини, партиски членови, други лица во училиште и други јавни институции, при што во пријавата наведените лица институции не се именувани. Затоа предлагам на комисијата пријавата да се отфрли, бидејќи немаме можност да се обезбеди дополнителни информации за наводите во пријавата, и затоа предлагам пријавата да се отфрли и предметот да се затвори. Ако нема некој нешто друго да додаде, предлогот го оставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека предлогот е усвоен. Имаме за уште по еден предмет до 12? Имам можност. Ајде, Нури. Благодарам. Предмет број 12, 4264. Овој предмет е оформен по пријава подносена од страна на непознати подносители против, како што се наведува, раководство на едно правно лице. Во пријавата подносителите во својство на акционери изнесуваат наводи дека раководството, без да бидат наведени конкретни лица, го распродава имотот си, ги качуваат платите без да работат ништо, ги вработуваат своите деца, ги ставаат на раководни позиции и се наведува дека пензионерите, акционерите не ги известуваат за таквите одлуки, не добиваат дивиденда и замолуваат да се провери ваквото наводно криминално работење. По разгледување на предметите наводи, ние констатиравме дека пријавените службени лица во ова правно лице не се службени лица во смисла на закон за спречување на корупција и судење на интереси, и плюс подносителите се анонимни, непознати,
немаше можност да се барат до прецизирање и поради тоа предлагам пријавата по овој предмет да се отфрли, а предметот да се затвори и архивира. Благодарам, Нури. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Владо. Проверам предмет 09-36-80. Пријавата е од познат подносител и е доставена преку електронската достава на пријави на нашата веб страница и се однесува за следново, имено содржи наводи против директорот, како што е наведено, на еден од регионалните центри за развој, со наводи дека во истиот центар ова лице го ја вработило сопругата на својот брат. Нема никакви други податоци во самата пријава, нити за име, нити за било каков друг податок што би можело да се идентификува лицето наводно вработено и дека е наводно сопруга на братот на директорот, пошто ние се обративме на имейл адресата повратно за да не достави некој податок врз основа што би можеле да постапуваме. Тоа беше некаде пред месец дена, се уште нема никаков податок. Врз основа на тоа јас предлагам постапувањето по овој предмет да се сопре. Немаме доволно елементи за натамошно постапување, така да предлагам да се предметот запре постапувањето и да се архивира. Благодарам, Владо. Ако нема некој друг ништо да додаде, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. 12, 40, 80. Ова е поднесено од познат подносител и целата пријава се однесува на тоа дека не е задоволен од постапување на извршителот кој што му по налог на неисплатени сметки спрема Телеком од Велес. Како и да е, набројува ситуации кога во 2005 и така натаму, значи се е врзано со незадоволство, односно тој смета дека треба да биде незадоволен од тоа што му се наплаќа дојдено до извршна исправа и дека реагира дека е тоа се долгови од 2005 и така натаму. Значи ништо што е во релација со наше постапување. Јас сметам дека прво ова предлагам да се отврли, бидејќи немаме елементи за наше надлежно постапување, а второ лицето можело да си се обрати и треба да се обрати до комората на извршители, која што е надлежна за надзор на на работењето на извршителите, доколку смета дека има несоодветно или незаконито постапување на нотарот, може тоа да го стори обраќајќи се до комората, таа да си преземе действија согласно незините надлежности. Оттаму, уште еднаш предлагам отфрлање, бидејќи нема елементи за воопшто наше надлежно постапување. Благодарам, Совче. Ако нема некој друг ништо да додаде, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Чинчи. Благодарам. Предмет 09-3704. Пријавата е од непознат подносител кој наведува дека во Агенцијата за млади и спорт директорот го именувал лице за вршител на функцијата председател на Советот за спорт, а од другата страна истото лице се наведува дека е председател на една спортска федерација во државата. Ние, за да ги утврдиме
овие информации, во представката ние се обративме до Агенцијата за млади и спорт, каде побаравме начин на кој се одредуваат овие лица на овие функции и по тоа што го разедавме, констатиравме дека се работи за тела кои не се опфатени со Законот за спречување на корупција и судење на интереси и членовите на тие тела не се службени лица согласно законските дефиниции, а од тука значи нема судирни интереси, лицето не е во состојба на судирни интереси, но од документите што веќе ги добивме се констатира дека е променета и фактичката состојба, инаку лицето кое се посочува дека е председател на Советот за спорт при Агенцијата за млади и спорт не е веќе председател, така да е само тоа председател на една спортска федерација во државата, така да предлагам предметот постапката да се запира, нема наводите не се потврдени и предметот да се архивира. Благодарам. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. 12.42.77. Пријава е познат подносител и во пријавата се наведени наводи за незадоволство од донесени судски одлуки по работен спор. Има доставено, значи има докази доставено и од целокупната документација може да се заклучи дека во конкретно случај било постапено од страна на сите надлежни судови и зашто била донесена одлука, односно друг надлежен орган има постапено, плюс наводите на подносителот ги испитувал и судскиот совет. И тој исто така донел одлука од својата надлежност. Затоа предлагам пријавата да се отфрли, бидејќи немаме законска надлежност за постапување во конкретниот случај. И затоа предлагам предметот да се отфрли. Предлогот, ако нема некој да дополни, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ќе правиме уште еден круг или? Дали има уште 10 прашања? минути? Имам време и за еден круг, но може би имат прашања. Ајде ако има новинари да видиме за прашања, па ќе ја затвориме седницата и накнадно ќе се Прекине се. ќе ја прекинеме и накнадно ќе се договориме во колку сат ќе ја закажеме. Ако има новинари, ако има некој прашање или нешто кој го интересира, слободно нека праша. Ако има живци да не слушаат или само на снимање има стават. За продолжувањето, бидејќи денеска е петок, кога? Па да го како што рече председателката, понеделник, дали да остане исто 10 сат или да немаме некои други активности. Накнадно До крајот на денеска денот ќе се ќе се договориме, договориме. подоцна и Да, ќе пуштиме соопштение или Да, информација. Тога понеделник, а за датумот денес ќе пуштиме соопштение, ќе се договориме за сат. Да. Бидејќи нема прашања, затварам седницата и Ја ќе прекинувам. ние тоа закажувам за Прекинуваш. понеделник. Ја прекинувам. Сатот ќе се договориме кога. Ја прекинуваш го. Добро, ја прекинуваме. На пауза ја ставам. Добро. Ајде. Ајде, тоа се гледаме. Ајде. Понеделник. Чао.